Колега Зендели, факт е дека после гласањето на дневниот ред во понеделникот со 64 гласа за и на Ковачевски и на сите представници на парламентарното мнозинство или на власта е јасно дека парламентарното мнозинство нема да е стабилно и ќе го нема, па макар и се продолжил рокот на траење на оваа власт за уште 10 месеци. Пред неколку дена на некоја телевизиска емисија гледав и самата министерка за корупција или како ли се вика тоа Министерство добро владење би било, која што кажа свесно или несвесно, не знам, дека корупцијата е главен проблем на оваа влада и дека правото е најслаба нивна алка. Меѓутоа, ако тоа го кажуваат на вакви дебати или пред странци, ништо не преземаат. И јасно е дека продолжувањето на животот за 10 месеци на оваа власт нема да значи подобрување на животот на граѓаните, ама само ќе значи зголемување на фамилиарните бизниси на луѓето од владата. И во право сте кога рековте дека не станува никако збор за европска влада или за европски политики, затоа што во Европа не се оди со непочитување на законите во државата од страна на власта и со тоа власта да е носител на корупцијата и на криминалот во државата. И дека станува збор за 10 месеци пазар тројка, кажуваат и изјавите на пратениците на Алијанса и на нивниот претседател, кои што ги дава пред многу кратко време пред да одлучат да влезат во власт со овие луѓе кои што се во ова време. Така да Таравари кажуваше, цитирам: СДСМ и ДУИ прават театар. Ние нема што да бараме во таква влада. Со ДУИ само ќе се компрометираме. Со нив скептик сум дека се можни реформи. Како со криминалци ќе се бориш против криминал. Вредно е да се спомене изјавата на Таравари дадена во интервју во магазинот Клик Плюс на ТВ21, каде што кажа дека бродот СДСМ тоне. Тој вели дека истиот ќе потоне со новиот лидер. Цитирам: во СДСМ има сериозни проблеми внатре во партијата. Незадоволството таму е големо. СДСМ тоне, а ќе потоне со нивниот лидер. Новиот лидер не може да ја одржи стабилноста на владата. И сега истиот тој Таравари кој што го говореше ова, реши да биде лепак на бродот кој што тој кажа дека тоне. Зошто го промени својот став за олку кратко време, на сите е јасно, меѓутоа вистината за многу кратко ќе излезе на виделина и ова што ние овие денови го говориме, ќе се потврди, како и за многу работи, дека е вистината за ова што се случува во државава. Благодарам.